Галеријата на икони во Прилеп е уникатен бисер на нашето културно и црковно наследство. Отворена во 2002 година, таа се наоѓа во објектот на така нареченото Баба Неделино училиште. Овој објект инаку е првото женско училиште отворено во Прилеп кон крајот на 19-тиот век. Дотогаш немало дозвола девојчињата да се школуваат. Секоја икона има своја посебна приказна, а во галеријата се наоѓаат 66 икони кои што потекнуваат од Прилепско и една фреска, која е и најстариот експонат тука. Станува збор за фреската на Свети Архангел Гаврил, која е од 12-тиот век, а потекнува од манастирската црква од манастирот Свети Архангел Михаел од населбата Варош, која се наоѓа под сегашната црква. Беше во Лондон, Стокхолм и Њу Јорк. Значи имаше екзибиција која што беше однесена и достигна многу високи вредности културни и историски по начинот на сликарството, затоа што техниката на сликување на фреските во 12-тиот век достигнува во овој регион и општо во Македонија достигнува многу висок уметнички дојам. Во галеријата се чуваат и икони кои што имаат голема уметничка важност, а најголем дел од нив потекнуваат од црквите и манастирите од околината на Прилеп. Иконата на Исус Христос била поставена над Богородица. При конзервацијата и реставрацијата, при скенирањето, се утврдува дека има постара икона која што се наоѓа под представата на Исус Христос. Таа е Богородица со Исус Христос, Пресвета Богородица. Мора да се изве, значи, едниот слој, да се изве основата на првата основа која што е на Исус Христос, се поставува на нова штица, а таја што е иконата постарата одоздола, значи на Богородица со Исус, се останува на оригиналната штица. Зато ги имате, се извинувам, овде го имате оштетувањето. Дел се направени ретуш, али затоа се остава секогаш овај агол да се види дека има направено ретуш и има издвојување на едната икона со другата икона. Затоа се поставена таа единствена икона која што е поставена на нова штица, а другите икони се оригинално како што се пронајдени на лице место во црквите и манастирите. Дел од иконите се уникатни во својата изработка и се разликуваат од класичните представи на одредени светители во христијанството. Е ретка представа затоа што претежно Свети Ѓорѓија го гледаме како представен како млад војник кој што е на коњу ја убива ламијата, ја спасува царската ќерка. Таа е класична представа на Свети Ѓорѓија. Овде го имаме неговиот живот во сцени кои што се поставени околу самата рамка на Свети Ѓорѓија, кој што е поставен на престол, што му се дава посебно значење на неговата личност. Исус Христос е од 1779 година представа каде што е интересен моментот каде што земјината топка е представена во круг, како сфера, и представени се зодијакот, кој што зодијачките знаци, што многу често се случува, посебно во 18 век, да ги имаме знаците на зодијакот поставени на иконите. Во еден период се случува да има забрана на представување на зодијачките знаци на иконите, општо во иконописството. Се случува, значи, истото тоа го имате и во фрескосликарството, во сликарството, во живописите. Али тоа е во пораниот период, негде 17 век, 16-17 век, 19 го имаме, многу поретко. Иконата е Света Тројца. Што е значењето на иконата на Света Тројца? Имаме представа на Исус Христос, кој што ореолот му е во круг, додека на Отецот Бог ореолот му е триаголник. Некарактеристична представа, овде веќе завлегуваме во крајот на 18 век, почетокот на 19 век представата, каде што Отецот Бог многу ретко се представува во човечки лик. Инаку цртањето на иконите во христијанството не познава употреба на повеќе димензии. Во иконографијата, на сликањето на икони, иконографството признава само една димензија. Постоењето на втора и трета димензија немате, затоа имате чувство кога се движите, посебно на Исус Христос Богородица, каде што имате фронтални ликови на еден светител, кога се движите лево и десно имате чувство дека иконата ве следи. Затоа е таа една димензија, прва димензија. И немате во иконата длабина. Во галеријата се наоѓа и една уникатна икона на светителот Христифор, кој што е представен со глава на животно.
Последен експонат во галеријата е така нареченото ерусалимско платно кое што потекнува од Ерусалим и него го носеле аџиите, односно сите оние кои што порано оделе да се поклонат на гробот на Исус Христос. Сценската представеност на ерусалимските платна е без разлика на колкави се, сите имаат иста сценска представа. Централниот дел е храмот на Ерусалим. Од едната страна имате представата на Богородица, Пресвета Богородица со Исус Христос и незиниот живот, представата на Исус Христос исто со неговиот живот, сцените, циклусот големи празници во долната зона, а во горната зона ги имате старозаветните сцени. Тука се чуваат и одеждите на првиот архиепископ од Прилеп, господинот Ангелари. Одеждите се подарок од неговото семејство за музеот.